Вистинска приказна за две соседни кралства и волшебните преградки се две можеби книжевни наслови со кои што таа дефинитивно се гордеа, а и бога ми ќе кажеме дека и ние можеби како од оваа страна како медиумски работници можеме само да ја батиме благодарни за тоа што го создава како еден свет на убава имагинација за најмладата популација. Па мислам дека е најсоодветно време таа да говори денес конкретно и за одбележување на 2 април, меѓународниот ден на детската литература или книгите за деца. Инаку дипломира на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на катедра за македонски и југословенски книжевности и како што кажа со пишување започнува во студентските денови. Она што е куриозитет за нејзината биографија за оваа фантастична млада дама е тоа што во изминативе години се бави по вокација, можеме да кажеме дека е професионален едриличар, говори полиглота, значи говори неколку јазици, не знам дали ќе го одбере можеби шпанскиот, италијанскиот или некој друг, меѓутоа таа знае добро веќе да се снајде и во светот и она што е интересно, таа со години живеела во Шпанија, Италија и на прекрасната Флорида. Па така што сите утрово се будиме во друштво со нашата Марија Костадиновска. Марија, утрински поздрав. Бакнежи до тебе. Добро утро. Ви благодарам за оваа прекрасна најава. Навистина ми е драго што сум дел од ова утринско будење. Ви благодарам за тоа, поготово бидејќи денеска е еден посебен ден. Само накусо да кажам, многу ми е жал сето ова што се случува во моментот со овие врнежи и поплави. Чинам дека само што ова ни недостасуваше на нас тука. Но да дадам и малку една светлина на денешниот ден. Денес е еден прекрасен ден, бидејќи, како што и Марко кажа, 2 април е одбележување на роденденот на Ханс Кристијан Андерсен. Така е. Да, тој е роден 1805 година во Данска, значи дански писател, но можам слободно да кажам дека е интернационален, бидејќи приказните кои што се создадени од неговото перо се омилени на сите деца ширум светот. Тој напишал повеќе од 250 волшебни приказни, а повеќе од 125 се преведени на сите на многу светски јазици. Мене ми еден од омилените писатели, бидејќи ја има напишано Малата принцеза Сирена, и тоа е поврзано со пловење, значи таа е една од моите омилени приказни, и она најемпатичната приказна девојчето со кибричињата која што верувам буди една љубов и топлина кај сите деца. Така што ви благодарам што ме приклучивте во живо токму на овој прекрасен ден. И со задоволство, и мораме да споделиме дека заедно со тебе и да речеме таа книжевна сцена има неколкумина кои што се сега во моментот една убава мала блага би рекол, меѓутоа многу значена експанзија на автори кои што пишуваат и се посветени на детската имагинација и литература. И мора да споменеме дека сето ова и од користе од литература МК и Арсламина кои што баш не подсетија дека всушност станува збор за една млада авторка како што си ти, која што последниве години можеби релативно млада во книжевниот свет за деца, меѓутоа многу популарна веќе во светот на круговите кај родителите и децата. Ако те прашам што и зошто одбра да пишуваш за деца? Дали можеби Андерсен беше или Малата принцеза Сирена која што беше велиш ти една можеби најбавите приказни која што била инспирација, па можеби во подосечната фаза во животот се бавиш со едриличарство, што ти беше аха моментот да влезеш во овој книжевен свет на деца? Па јас пишував уште од, како што и самиот кажа, уште од студентските денови. Јас претходно имав обиди за пишување, можам само така да ги наречам, бидејќи тоа не се некои сериозни писанија. И пред се почнав со фантастичен расказ, значи фантастичниот расказ ми беше на еден начин заштитно лице додека бев студент на Филолошкиот факултет тука кај нас. Ме препознаваа луѓето со моите интересни писанија на фантастични раскази, но потоа сосема случајно решив да се обидам да пишувам литература за деца, бидејќи јас децата многу ги сакам. И мислам дека тоа е најискрената публика. Значи, кај децата не можете да направите нешто не знам, лажно. Или им се допаѓате. Да, тука нема простор за флоскули, никакви. Нема шанси. Значи, или им се допаѓате и сакаат да ве читат, или едноставно ја тргаат книгата настрана и тоа е тоа, толку. Така што јас навистина сакам да се обидам да пишувам за најискрената публика и мислам дека тоа е најубавата читателска публика.
и направив обид, литература МК, тоест Арс Ламина, издавачката куќа застана, значи заедно со мене, ме поддржа во моите дела и решивме да ги објавиме. Првата книга Вистинска приказна за двете соседни кралства веќе одамна изданието е значи распродадено и сега ни останува она приказна волшебните прегратки која што е омилена на многу дечиња. А тоа го знам со сигурност бидејќи ве како што видовте на фотографиите, јас правам и многу работилници во наши основни училишта и градинки, така што децата тоа ми го покажуваат. Дефинитивно. Да, навистина убав момент е релацијата која што ја имаш, Марија, со дечињата или со најискрената публика, како ти и што неколку пати напомена. Би сакала да те прашам, со оглед на тоа што оваа наша рубрика ни се вика Будење, изборуваме за утрински ритуали, кога најчесто ти започнуваат утрата, дали моментите на инспирација и понекогаш запишување на стихови, на некои моменти кои што понатака ќе бидат дел од книгата, знаат да бидат и во тие некои рани утрински мигови, кога си можеби сама со себе, со утринскиот напиток, дали е тоа кафе, чај, ќе ни откриеш што конзумираш, но дали наплив на емоции и на инспирација се случува и во моментот кога започнува утрото, односно денот? Не. Значи, може би очекувавте поинаков одговор, но... Тоа е во текот на ноќта? Одговорот е не, бидејќи јас сум личност која што не е ранобудник и едноставно чинам дека мозокот не ми функционира рано наутро. Ама многу добро функционираш во овој момент. Да не забораваме дека јас и ти делевме многу одамна детски студија во Националниот сервис и точно знам колку си бистра и гениозна во она мисла, меѓутоа да не заборавам дека и со оглед на тие временски интервали и различни зони со твојата професија деличарство, сигурно си се навикнала на многу состојби. Да, тоа е вистина, но никогаш не научив да бидам ранобудна. И сега ќе ви кажам еден интересен податок, бидејќи и самиот кажа во најавата дека имам живеено во повеќе градови низ Европа и Америка. Кога живеа во Барселона, ние бевме тим од 15 на луѓе и во тој момент, значи целиот тим одлучи дека ќе чита книгата, тоест популарна психологија, се на македонски нели Пет наутро, клубот Пет наутро. Од Шарма. Да, клубот Пет наутро. И не беше поентата само да се чита книгата, туку и да се применува. Да се живее таа филозофија, да. Така. Сите, освен мене, значи се будеа точно во 5 часот наутро. Да. Ова говориме за тимот на едриличари? Во тој момент, значи, работев на јахти и бевме ние стационирани во Барселона. Да. Сега, значи, сите стануваа во 5 наутро, трчаа околу 5 до 6 километри по прекрасната Барселона, се враќаа назад на јахта, значи појадуваа, пиеа кафе, се тушираа, што ти не правеа. И веќе кога почнувавме со работа во 8 часот, значи сите веќе во 7:30 беа свежи и полни со енергија. Освен јас, која што се будев, значи некаде околу, не знам, 15 на минути пред 8 часот пред да почнам на работа. Значи, штом тоа не те сменила, веројатно нема никогаш, Марија, да станеш утрински човек. Робин Шарма никако не делуваше кај тебе. Многу ми е жал, мислам, се обидувам, но 5 часот ми е прерано, едноставно, значи не функционирам. Јас сите знаат, значи целиот мој тим со кој што работам знае дека кога го пијам првото утринско кафе, јас воопшто не зборувам. Значи ме оставаат во еден мир и една тишина да го испијам првото кафе, веќе значи со второто утринско кафе, значи тука и ви го одговарам прашањето како ми започнува денот. Со второто утринско кафе веќе почнувам да се насмевнувам, да Марија, воопшто првиот впечаток не ми делуваш така, но добро, има луѓе кои што едноставно го сакаат мирот, тишината и не сакаат да зборуваат. И тоа е сосема легитимно. Легитимно, да, и со ова ни покажуваш и укажуваш дека апсолутно си човек кој што се адаптира на сечи амбиент и дека не ти е проблем, па дури за потребите на утринска антилма и за овој 2 април да се насмевнеш и да ги поздравиш сите, макар што не верувам дека некој во твоето обкружување долги години кој што те познава, вклучувајќи ќе секако и ние, еве тоа што некако поседочивме дека секој пат знаеш само да споделиш парче душа од себе. А инаку кога сме кај техниките и ритуалите, тоа значи дека
во овој момент направи еден утрински преседан, па сепак и со телма телевизија. Па денот ќе ми почне денес преубаво, бидејќи еве сега денот е многу долг за мене, што е прекрасно. Да, имаме промена на часовникот. Знаеш како, некогаш треба да излеземе малку од комфортната зона и да видиме дека има убавини и во други моменти, но ета, полека, можеби некој дел од животот ќе станеш утрински човек. Не се знае никој пат, да. Само да Да. прашаме докаде си со оние пловидби твои и дали се враќаш можеби на кога сме кај тема идриличарство. И јас би сакал, иако знам дека Ја мислам за тоа да си ја викнеме Марија тука во студио. Ја едва чекам да имам во студио за оваа приказна и да знаеш колку сигурно имаш многу различни приказни кои што сакаме да ги споделиме, освен тоа што би те викале секако за детската литература. Меѓутоа, ако те прашаме само кратко дали се враќаш на некоја друга географија за следниот период, бидејќи те начекуваме сега во моментот тука си во Македонија. Да, се враќам. Во моментот само размислувам, значи, летово дали ќе го поминам на Медитеранот или ќе заминам за Америка. Значи, но дефинитивно се враќам, но само размислувам каде. Одлично. И пред да ти спратиме Марија, уште едно одбележување или со уште едно прашање ќе дадеме финиш на одбележувањето на овој денешен ден. Дали можеме да најавиме нешто на кое што работиш во моментов? Дали има некоја нова детска книга на поведок? И ќе ја споменеме почитуваната Иванка Ниба, која што и ние неколку пати сме имале тука во студиото како една значајна дама во поглед на илустрациите, затоа што секогаш приказните за деца, освен што нели се напишани од авторот, треба да бидат и пресликани на најсоодветен начин за да можат нели да допрат до децата. Предпоставувам дека релацијата автор-илустратор е исто така особено важна, па малку и да ни опишеш нели начинот на соработка со илустраторите и колку можеби си задоволна од тоа како се пресликани твоите приказни визуелно од нив. Иванка Ниба е илустраторката која што ја илустрираше мојата последна книга, другата, тоа е Волшебните прегратки. Сега ја гледаме вистинска приказна за соседни кралства. Таа е илустрирана од Александра Филиповска-Фец. Од двете илустраторки сум премногу задоволна, бидејќи според мене може да бидеш добар писател, може да бидеш добар илустратор, но мора да се случи некое поврзување помеѓу писателот и илустраторот. Тоа е што велам јас, некој клик. Едноставно моите зборови треба да се преточат преку илустрации и тоа не може да се случи, значи туку така и со секого, значи едноставно мора да се најде таа една хемија помеѓу писателот и илустраторот. Многу сум задоволна од нив и мислам дека навистина имавме една преубава енергија и ги преслика, тоест ги изилустрира моите книги, па мислам дека подобро не ни може. Да, баш ги оживеа ликовите и твојот свет на имагинација. И да, прашањето дали на поведок има уште некое четиво кое што го обработуваш или тоа ќе го оставиш за време на пловидбите во Америка и така натаму и така натаму? Има нешто што во моментот да, работам на нешто, но не секогаш морам да признам и имам инспирација. Значи, некогаш имам онака еден бран на инспирации, па не знам каде попрво да ги запишам и што попрвин да направам, но некогаш едноставно сум толку многу зафатена со некои други работи, со други креативни работи, еве и со пловидбите како што ги споминавме. Па и мозокот ми е насочен кон други нешта, така што да, работам на нешто ново и еве добро е сега малку и ме мотивиравте за да забрзам. Ајде. Мораш. Да, не ги одолговникувам работите, но можам само да најавам дека ќе биде една прекрасна детска авантура, нешто поинаку од досегашната и ќе биде нешто поврзано со пловењето. Добро, значи дека нешто во лонецот се крчка. Тоа ни е најважно. Како што кажа Цеце, сериозно би сакале да ти имаме во утринска тема да говориме за некој пат ќе го кажат фине, меѓутоа некој пат кога ги пуштаме корените во некоја посебна географија и тоа има некое спокојство, само да прашам дали можеби во оваа доба од својот живот некој пат те заморува тоа што еве го имаш можеби тој свој живот во куфери и познанствата и јазиците и тој културен и јазичен диверзитет прави една поинаква широчина кај секој од нас, да речеме алтруистички, космополитски да се надополниме со духот. Меѓутоа си некој пат заморена и дали прашањето е би ги пуштила корените и која би била таа земја? Знам некогаш, значи, да се
почувствувам дека ми треба одмор, но секогаш кога ќе се почувствувам дека ми треба одмор, си давам, значи, одмор на себе. Во моментот не сум подготвена целосно да се откажам од пловидбите, но затоа знам да си дадам многу слободно време на себе. Немам одлучено каде точно ќе живеам, но можам да кажам дека во Македонија ми е многу убаво, бидејќи тука се моите родители, затоа што јас заминав низ светот многу млада, на само 20 години и веќе 15 години точно пловам. Така што убаво се чувствувам и дома, поготово бидејќи сега, значи, имам и внуче од брат ми, тука се сите мои роднини, пријатели, така што се уште дефинитивно не сум одлучила точно каде се гледам. Прекрасна. Во следна прилика те замолам иста мајца како што носиш сакам во мојата домашна колекција, бидејќи имам некоја слична, еве и Цеце, да знаеш дека од некоја своја пловидба, ако не се видиме во меѓувреме, а искрено пред да заминеш би сакале можеби да ти имаме, ќе одлучиш и сама. Ќе чекаме така со многу инспирација и со љубов да раскажуваме можеби за оваа твоја животна приказна историја. Благодарам, Марко, значи ви благодарам и за одвоеното време. Јас знам колку навистина е значајно телевизиското време и ви благодарам, значи, за тоа. Ви благодарам за прекрасната енергија која што ми ја пренесовте еве на мене. Направивте да се смеам, иако не сум утрински човек. Иако не си, да. Замисли некој пат биде дел од нашиот тим. И тоа никогаш не се знае. Да, Марија, го спомена внучето, јас ќе ги споменам моите две деца како исклучителни љубители на детски книги и литература. Да. Многу голем дел од книгите имаме и посакуваме уште многу нови да создаваш, да креираш, затоа што навистина има читателска публика која што едва чека да ги чита твоите дела. Дечки, ви благодарам од се срце и да, ако публиката го бара тоа, а мојата публика е она најубавата, тоест децата, тогаш јас морам да ветам дека ќе продолжам да пишувам. Да, бидејќи говориш и во една од своите книги за метафора на среќата и така натаму, остануваме да бидеш во таа убава среќна вибрација и до следното наше видување, чувај ни се и биди добра како и до сега. Па се слушаме, многу љубов и до нашата Марија Костадиновска. Да, мислам дека поубав начин за одбележување на овој денешен меѓународен ден посветен на книгите не можевме да имаме, иако имам уште неколку содржини со кои што ќе го одбележиме тој момент и ќе дадеме до знаење, се разбира, на сите вас колку е важно уште во најрана возраст да им читате на децата, од друга страна пак кога тие малку ќе подпораснат самите да бидат љубопитни за книгите.